Во сабота во Центарот за култура Антон Панов ќе се одржи рок симфонија, концертот на нашата естрадна звезда Дани Димитровска. Таа е денеска во Струмица и со неа ќе поразговараме околу идејата која што веќе една година се реализира со концерт со Македонската филхармонија, односно со оркестарот на филхармонија, да се обележи 2 децении од почетокот на кариерата. Дани, пред се добре дојде и кажи ми како тргна сета ова идеја да се направи рок симфонија? Па во принцип 2019 беше година кога одбележував 20 години од постоење на македонската музичка сцена и поради тоа сакавме да направиме нешто малце поексклузивно, чисто да го почастиме народот за поддршката сите овие 20 години. Така излезе моментот со филхармонија, со симфонискиот оркестар, каде што ги отпеав сите мои хитови од 1999, колку и да далеко звучи, па се до 1919, тоа беше концерт на авторска музика. Сега оваа година, 2020, започнуваме еден друг концепт и тоа со концерт во Струмица како прв концерт од оваа турнеја што ќе следи. Концептот е ист, симфониски оркестар со тоа што ќе свириме странски рок-н-рол хитови. Значи ќе бидат преработки, меѓутоа во наш аранжман, ама пееме све што е општо познато рок-н-рол, што е задржано со години наназад и што представува некаква си рок-н-рол историја. Како гледаш на 20 години чекорање на македонската естрада, на македонската поп-рок сцена? Задоволна ли си од правецот во кој што се движи во моментов кариерата, од брзината со која што се правени чекорите? Па 20 години се баш еден голем период, тоа е веќе израснато, пораснато дете. Никогаш било гладко, имало бурни моменти, имало стагнации и тоа е се во нормала. Се е тоа нешто што е природно и нормално за еден пат кога се гради. Сметам дека секој сам си го траси својот пат, така да задоволна сум со тоа што се уште постојам на оваа сцена, што се уште имам волја и желба да тоа опстане и што се уште постои народ, колку и да е многу броен или малу броен, што сака да слушне. Така да свикна сум за тоа и дај Боже да трае така. Се додека тоа трае, јас ќе постојам. Има ли личности кои што се важни во твојата кариера? Без разлика дали се тоа соработници на еден или на друг начин, луѓе кои што може би ти помогнале да станеш она што си денеска и дали би можела да ги издвоиш, да се сетиш во прв момент? Сигурно се многу луѓе кои ми се нашле на патот, со кои сме споделиле проблеми и убави искуства и благодарна сум за секој едно такво искуство. Меѓутоа ја би издвоила Весна Малинова, која што ми е не само соработник, туку и пријател, со која што заедно си го градевме нашиот заеднички пат и она е некој на кој можам да се ослонам и да ставам рамо и да се исплачам ако така ми се сака. Така да не ја би издвоила, иначе секако дека има луѓе кои помогнале, кои одмогнале, кои се нашле тука некаде за да не научат на некакви си лекции и фала Богу да е така. Пред да заокружиме, би сакала да те прашам на каде се гледаш во иднина? Дали би правила некои промени? Дали темпото би го променила со кое што работиш? Не знам, може ли да ни откриеш некои твои размислувања? Претпоставувам дека размислуваш како ќе создраваш и како ќе се градиш понатаму како уметник. Да, значи добри 18 години, јас бев фокусирана исклучиво на поп-рок музичкиот стил. Последните 2 години кога го извадив албумот Град за љубов, малце се смиривме во смисла на дадовме една по-джези, по-блузи нота, бидејќи така се чувствувавме и така целото општество ни налагаше дека тоа е правиот момент. Што ќе биде понатаму, појма немам, во зависност од тоа како ќе се движиме, како ќе шириме љубов или не шириме. Значи јас сметам од оваа страна дека моја задача е, ако се затворени срцата, да пробаме некако да ги отвориме, а ако се отворени да уживаме во истите. Тоа е мојата улога во овој свет, за тоа пеам, за тоа постојам, па Боже мој, нека биде добро за сите нас.